Добро утро од прекрасниот двор од пред црквата Света Богородица во Скопје. Како што најави Ване, ке зборувам со професор доктор Марко Кителски во очи на големиот, иако велиме Мала Богородица, православен празник Света Богородица, се слави незиното раѓање, мајка на сите мајки, незиното рождество, меѓутоа и заштитничка на градот Скопје. Добро утро. Добро утро. Значи, Богородица е заштитничка на Скопје, но и на други населени места, како например селото Богородица Гевгелиско, со кое постојат доста преданија. Богородица е заштитничка на жените со деца, на малите деца е заштитничка е на или помага на жените без деца, што се и така натаму. Значи, народот има голема верба во неа и затоа и празнува повеќе празници, како што се Мала и Голема Богородица. Потоа Воведение или Пречиста, Соборна Богородица, Благовест и некои помали празници, како што се Покров на Пресвета Богородица, положување појас, положување ризата на Богородица и така натаму. Значи, најважно е што Богородица секогаш помага, а во записите на Марко Цепенков се вели дека на времето и жените турчинки ја молеле за помош, особено кога некоја жена имала проблеми со породувањето, па тие ја викале моја ремана и ќе речеле дојди моја ремано да и поможиш на ова мачна жена што не може да роди, а откако ќе се породела, ќе земеле метлата, вика некоја баба ќе земе метлата и ќе мете и ќе вели бегај сега моја ремано, ти ова е турска куќа. Така била Богородица повикувана секогаш на помош, луѓето се крстат, се молат на неа. Пресвета Богородица, нејзиното раѓање што го славиме по 2 дена, не било обично, значи вообичаено. Таа е родена од родители Јоаким и Ана, кои што биле во поодминати години, а во тоа време немањето деца се сметало за последица на некој тежок грев. Затоа Јоаким и Ана биле постојано навредувани, дури имале и одредени забрани, да речеме, од црквата не смееле да први да принесуваат дарови. Еднаш кога Јоаким сакал да принесе дар прв во црквата, во храмот, бил прекорен од свештеникот дека тој како бездетен нема право на тоа. Јоаким се повлекол, последен однесол дар во црквата, во храмот и потоа заминал во пустина кај стадата, каде што останал 40 дена во молитви, но таму имал известување дека ќе има дете. Исто и Богородица постојано била навредувана, ова мајката на Богородица, Ана била постојано навредувана од другарките дека нема деца, но и од слугинките била подценувана. Но еднаш ангел Господов застанал пред неа и рекол: Ано, твојата молитва е слушната, твоите воздишки ги надвишија небесата, твоите солзи паднаа пред Господа, ти ќе родиш ќерка што ќе го спаси човештвото, што ќе го роди Спасителот. И во исто време и Јоаким и Ана дошле во црквата да принесат дарови. Тој е празникот Мала Богородица, што го славиме по 2 дена. Инаку, често луѓето се прашуваат зошто најпрвен Голема Богородица, а потоа Мала Богородица, иако... И зошто, само ова ќе ве прекинам, зошто едната е мала, раѓањето, а воскреснувањето е Голема Богородица? Затоа што кога се раѓа е мала, а кога умира е голема. Успението на Богородица го славевме пред 2 недели на 28 август. Сега според црковниот календар, но црковната година почнува на 1 септември по старо или на 14 по ново. По стариот календар Богородица паѓа на 8 септември, по црковниот календар, и таа е првиот празник, првиот поголем празник во годината, а
Голема Богородица пак е последниот празник голем во годината. Така, значи, споменавме дека Богородица има неколку празници големи, како што е Благовештението, денот или моментот кога била известена дека ќе го роди Спасителот, потоа Собор на Богородица на 8 јануари, после Божик, после раѓањето Господово, пречиста или воведение на Богородица во храмот, кога на 3 години е однесено да служи во храмот, бидејќи пред да се роди била ветена од нејзините родители, ако добијат рожба, дека ќе ја посветат да му служи на Бога. И тука внатре во црквата чудотворна. По што се разликува? Вака, значи, во врска со Богородица има повеќе свети места, свети води, има чудотворни води, свети води, има чудотворни икони, Цепенков пишува за такви во Велес, во Мариово, во село Конча, Радовишко, и сега еве имаме и овде една икона чудотворна, што е донесена од Светагора, имаме и во селото Побожие, од црквата посветена на Богородица, и таму имаме чудотворна икона исто од Светагора донесена. Чудотворните икони се тие што помагаат, што лекуваат, што оздравуваат болни или што помагаат во други несреќи на луѓето. Затоа луѓето пред чудотворните икони принесуваат дарови, се молат, палат свети и така натаму. Навистина, напомош нека ни е за неколку, еве за 2 дена Богородица. Секогаш така, некако кога сме во неволја, бараме од неа помош. Меѓутоа, сакам да ве прашам, еве, при крај на месецот, 27 Крстов ден. Овој месец има повеќе празници. Ете, на 27 е Крстов ден, тој се вика Воздвижение на честниот крст, бидејќи крстот на кој бил распнат Исус Христос, пронајден по иницијатива на царицата Елена, мајката на славниот цар Константин, основачот на Цариград, на Константинопол. Тој крст е пронајден, меѓутоа после бил разнесуван на повеќе места за целото тоа негово движење, востановен е овој празник, Воздвижение на честниот крст, и луѓето тогаш е посен ден, и тогаш луѓето го празнуваат тој крст, чудотворен крст. Инаку, тие што имале прилика да имаат делче од тој честниот крст, се смета дека имаат заштита. Сепак и тоа е, значи, нашиот символ, нашата заштита. Дали се кажавме, знам дека многу може да се зборува за Богородица. Не кажавме се, ниту можеме се да кажеме, но ете, да се знае дека е еден голем христијански празник, еден наш празник, што го Богородица треба да ја празнуваме и да посетуваме храмовите не само на празниците, туку секогаш, затоа што таа е наша заштитничка. Марко Китески, ви благодарам за директното вклучување и навистина секогаш на автентичен, уникатен и она што го работите, ни ги пренесувате верувањата, обредите, обичаите и значењето на православните празници. Ке ви се заблагодарам и се гледаме во следна прилика. Благодарам јас, нека е среќен празник од на сите. Така е.